Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, во интервју изјави дека засега нема докази за организирана шема зад неодамнешните пожари на повеќе критични локации во Скопје, вклучувајќи ги Дрисла, Вардариште, Шуто Оризари и Трубарел. Иако ги нарече случувањата ужасно сомнителни, нагласи дека нема совршено злосторство, има само несовршена истрага. Тој додаде дека доколку се утврди организација, ќе следат конкретни дејствија. Од друга страна, опозицијата ја обвини владата дека измислува хибридни напади како алиби за сопствената неспособност, а дека токму изјавите на министерот го демантираат премиерот. Опозицијската партија оцени дека наводите за центри на моќ се политичка формула без фактичка поддршка, додека граѓаните трпат последици од загадувањето. Според нив, хибридниот напад е смешно алиби за оперативната немоќ. Во меѓувреме, јавноста очекува конкретни докази и дејствија, безбедносни мерки, координација, форензика и јасни кривични постапки. Доколку навистина постои разузнавачка индиција за странско мешање, институциите мора да покажат транспарентност и отчет. Воспротивно, довербата и квалитетот на воздухот продолжуваат да се губат секој ден. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги започна активностите по повод Европската недела на мобилност 2025, која традиционално се одржува од 16 до 22 септември. Оваа година главен акцент е ставен на безбедноста на велосипедистите и возачите на електрични тротинети, групи што се повеќе стануваат дел од урбаниот сообраќај. Во соработка со Министерството за внатрешни работи и други партнери ќе реализира превентивно-едукативни настани за информирање на граѓаните за законските правила и безбедното користење на овие превозни средства. Алтернативниот транспорт е важен елемент на одржливата урбана мобилност, а оваа кампања има за цел да го поттикне неговото безбедно користење. Ги повикуваме сите граѓани активно да се вклучат, да се информираат и да придонесат за побезбеден и похуман сообраќај. Почитувањето на сообраќајните правила значи почитување на животот, порачуваат од Министерството за внатрешни работи и други партнери. Нова студија на Европскиот совет за информации за храна открива драматичен пораст на прекумерната тежина и дебелината низ Европа. Загрижувачки 76% од мажите во Романија и Полска и 74% во Хрватска и Словачка имаат прекумерна тежина. Жени со сличен проблем најмногу има во Ирска и Романија. За споредба, Франција е на спротивниот крај со најниски стапки и кај мажите и кај жените. Според прогнозите, до 2030 година над половина од европјаните ќе живеат со дебелина, ако не се преземат итни мерки. Во некои земји овој процент може да достигне дури 89%. Податоците покажуваат алармантен раст и кај децата. Само во Македонија, 37,4% од децата имаат зголемена тежина, што е пораст од 4,4% поени по пандемијата. И кај возрастните, дебелината пораснала за 13,6% од 1990 до 2022 година. УНИЦЕФ предупредува дека дебелината веќе ја надминала недоволната тежина како најзастапен облик на неухранетост во светот. Ултрапреработената храна, богата со шеќери и адитиви, е главен фактор, а не индивидуалниот избор, велат од организацијата. Според нив, 188 милиони деца и млади живеат со дебелина, изложувајќи се на сериозни здравствени ризици, како дијабетес, срцеви заболувања и метаболички нарушувања. Цената на златото достигна ново рекордно ниво од $3,550 за унца, што представува зголемување од речиси $1,000 од почетокот на годината. Според податоците на BBC, благородниот метал продолжува да расте поради глобалната економска нестабилност, геополитичките тензии и очекувањата за намалување на каматните стапки од страна на федералните резерви. Инвеститорите го гледаат златото како сигурно засолниште, а аналитичарите од Goldman Sachs прогнозираат дека неговата цена може да достигне и до $5,000 за унца до средината на 2026 година. Аналитичарот Адриан Аш објаснува дека растот на цената е директна последица на политичката неизвестност, вклучувајќи ги изборите во САД и загриженоста за независноста на федералните резерви. Тоа предизвикува обновен интерес за сигурни средства, вклучувајќи го и златото, вели Дерен, председателката на Европската централна банка предупреди дека политичкиот притисок врз ФЕД е многу сериозна закана за глобалната економска стабилност. Неочекувано, Кина и Индија, најголемите пазари за златен накид, не ја намалија побарувачката и покрај растечките цени. Напротив, потрошувачите се повеќе се насочуваат кон инвестициски форми на злато како прачки и монети, што го одржува притисокот на страната на побарувачката и го турка златото кон нови рекорди.
Со символично садење генерацијски дрвца од страна на првачињата и средношколците, започна програмата Училишта без пластика, насочена кон намалување на отпадот и подигање на еколошката свест кај младите. По успешната пилот фаза во 4 основни училишта во Охрид, оваа година се приклучија уште 3 основни и сите средни училишта. Програмата предвидува воспоставување систем за селекција на пластика, метал, хартија и електронски отпад, преку екосекции кои, освен логистичка улога, организираат и едукативни и креативни работилници. Организаторите од граѓанската иницијатива Збогум Буково најавуваат и низа активности: пошумување, садење во урбани средини, екопазари на втора рака и одбележување на денови за одржлив развој. Целта е креирање еколошки одговорна генерација ученици и поттикнување одржливи практики во секојдневието. Денес и утре времето ќе биде посвежо и ветровито, ќе дува умерен до засилен северен ветер, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Во деновите потоа ќе преовладува сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст.